Нема амнестија за организаторите и подготвувачите на упадот во собранието на 27 април, за оние што извршиле насилство, влегле маскирани, носеле оружје или експлозивни средства или како службени лица ги пречекориле своите овластувања. Текстот на законот е целосно доусогласен во координативното тело за помирување. Обвинетите и осудените ќе добијат рок од 5 дена самите да поднесат барање, а судот ќе им одговори за 5 дена. Судот го носи решението по претходно мислење на јавниот обвинител надлежен што го води случајот. И од тука ние воопшто не се ни обидуваме, ниту пак сакаме да вршиме било какво ограничување на правото и надлежноста на обвинителството и на судот да ценат врз основа на какви докази располагаат за лицата кои што ќе поднесат индивидуално барање согласно овој закон. Ременски и Александрова како копредседавачи со телото не коментираат како судот ќе носи одлуки при почнат, а незавршен судски процес и при недокажано кривично дело. Овој закон за амнестија е имал врзувачко дејство за сите органи на нашата држава, а понатаму како тоа ќе се движи, дали некој ќе биде опфатен или не, си одлучува јавниот обвинител со претходно доставено мислење по претходно лично барање на секој. Законот има само 4 члена и се очекува да биде донесен уште вечерва. Нема поддршка од ВМРО ДПМН, бидејќи опозицијската партија бара целосна, а не селективна амнестија.